6 месеци како е пуштен во употреба автопатот Штип-Миладиновци, до денес по него не сообраќа ниту една автобуска линија. Во поглед на изборот на постоечките линии, превозниците сами одлучуваат по која рута ќе го вршат патничкиот транспорт, а Министерството за транспорт и врски има надлежност да утврди дали транспортните компании ги исполнуваат материјалните, техничките и финансиските услови за тоа, вели Кире Коцевски, државен советник за односи со јавност во Министерството за транспорт и врски. Дали ваквата состојба ќе се смени, останува да се види на почетокот на идната година. Имено Министерството за транспорт и врски на почетокот на секоја година, заклучно со 15 јануари, објавува оглас за одобрување на возни редови за нови линии и за промена на возни редови за одобрени линии. Барањата за одобрување на нови и за промена на постојните возни редови ги разгледува комисија формирана од Министерот за транспорт и врски, која изготвува решенија за нови или изменети возни редови со рок на важење од 1 година. Патниците од истокот се надеваат дека превозниците ќе најдат економски бенефит за утврдување на транспортни рути по новиот автопат, а голема придобивка, финансиска, но и заштеда на време ќе имаат патниците во источниот регион. Инаку автопатот Штип-Миладиновци е долг 47 километри, што на истокот значително му го скратува времето на патување од и до Скопје. Неговата изградба чинеше над 200 милиони евра, а сега со нови над 9 милиони евра ќе се градат 2 патарини на овој автопат.